Сестрите Анастасија и Елизабета Трајковски, кои стојат зад модниот бренд Анастасија Трајковски, се уште еден убав пример дека многу македонки се успешни, почитувани, но и барани како во Европа, така и во светот. Тие пред повеќе од 30 години се имаат одселено од родниот град Скопје, со својата фамилија се преселиле во Австрија. Двете сестри го живеат својот сон, а за Скопје велат дека го чувствуваат како дома. Прво нешто што прават кога ќе дојдат во родниот крај е кафе со пријателите. Но како е да се гради кариера далеку од дома? Ние сте како малечки деца, значи точно пред 30 години, 32 се мислам. 33. 33 дури. Да. Сме минати од Македонија, така да на нас тоа не ни падна многу тешко, затоа што, како да не се повторувам, земјата не беше напуштена или уште од тогаш, но лесно не е сепак. Модната кариера, модниот бизнис, седека во светот е многу брз. Тој е еден луд свет, еден многу турбулентен свет. Еден многу тежок бизнис. Да. Да, буквално вие сте личната карта на Македонија. Светот ја препознава Македонија и благодарение на вас, поради вашата успешност, поради вашите уникатни креации. Колку напорно се работи? Па, треба многу работа и многу истрајност. Па, јас мора да додадам дека како прво многу сме благодарни. Јас мислам македонците знаат колку сме ние горди, што го имаме порекло и потекло. Ние со голема гордост го носиме, значи, нашето име. Ние нашиот бренд не го заменивме, значи ние се водиме под Анастасија Трајковска. Чисто македонски и многу сме, како што гледате, убаво прифатени во светот. За комплиментот лична карта сме ви многу благодарни и многу ни е голема чест да смееме да имаме инфлуенс во модниот свет и да бидеме слушнати и видени од македонската публика. Така, се представивте изминатиот викенд за прв пат со уникатна ревија пред македонската публика. Како помина ситото, односно каква беше возбудата и адреналинот? Возбудата не е голема, адреналинот да. Како прво затоа што сме во родното Скопје, значи ние се дружиме со вас. Ова за нас сега е работа комбинирана со љубов. Тука се многу голема пасија и со срце во смеве со вас, така да ни е многу големо задоволство да бидеме присутни. Заедно сестрински си работите како тим. Анастасија задолжена за креациите, бити тука да помага во маркетингот, да се навратиме ајде како деца. Колку ви беше можеби тешка или лесно прифаќањето во новата средина? Како успеавте да се снајдете? Многу беше тешко. Почетокот ни беше многу тежок. Не го знаевме јазикот, буквално ни еден збор не знаевме на германски. Да. И додека си навикнавме на луѓето, на менталитетот, многу тежок ни беше почетокот, можеме да кажеме. Да. Тоа траеше, тој процес на навикнување добри 2 години. Кој е патот до успешноста, патот до славата или тајната на славата, да се биде познат секако далеку од дома и светот да ја препознава Македонија и благодарение на вас? Како прво 24/7 full-time job, како второ самоуверба, издржливост, често да бидеме спремни, флексибилни, ето едноставно да бидеме секогаш спремни дека може нешто ново да се случи, затоа што нема тука програм и нема план. Светот на модата, како што реков, е многу брз и мора бидете спремни на све. Едноставно дека некогаш може би и приватниот живот да биде малку ставен на страна, нели, и без супорт на фамилијата и на пријателите, тоа све не е можно. Све тоа прекрасно изгледа и ние уживаме во секој миг, но тоа не значи дека не е со години тешка работа за нас. Која е вашата поддршка во сите овие години, веќе речиси 15 години творите на модната сцена, кој ви ја дава најголемата поддршка? Па најголемата поддршка се нашата фамилија, моето синче Максим, мојот сопруг Мирко, они се секогаш уз нас.
Најголема поддршка исто ни се нашите родители, мама и тато се секогаш уз нас исто и многу ни помагаат. Една резонанс која просто со зборови не може да се опише. Значи, кога се појавивме на македонскиот маркет, така да кажам, значи на модната сцена, многу пати бевме барани од медиумите, но времето не ни допушташе, нели? Затоа што сме ние повеќе на релација Франција, Монако, Австрија, така, во многу земји. И сега многу македонки кои живеат, и србинки, ама повеќе македонки, ни се јавуваат редовно, ги сакат венчавките толку од нашиот бренд и добиваме многу супорт од нив. Да. Значи, вербален супорт. Се извинувам. Поготово од македонките од диаспора, често ни пишуваат и на Инстаграм, не контактираат и ни ги зборуваат, ни ги раскажуваат нивните приказни, нивните искуства. И тоа ни е посебно мило, дека они баш не поддржаваат. И многу се горди дека сме од Македонија. Да. Исто нешто многу мило ни се деси, нели, кога бевме сега во Кан, пред премиерата. Ние две не можевме ни да го реализираме, дека таму е нели многу стресно. И сега кесите беа нели поставени, Диор, Жанел, да не зборуваме, и нашите модели. Анастасија Трајковска и тука македонец дечко кој работи нешто во хотелот, врисна. Леле, македонки. И се мора да ви кажам дека тој момент стварно го поделивме со него, затоа што сетивме толку гордост, нели, токму во него. Срдечно. Да. Не прифати да... Едноставно мора, публиката многу љубов ни дава и сакаме да им вратиме на нив. Анастасија, она што исто така за тебе е многу важно, дека многу ги сакаш, ги цениш животните, коњите и кучињата, па имаш и една акција сега со кучиња скитници, може ли да не кажеш нешто повеќе во врска со тоа? Па радо, видете, јас ги обожавам животните како прво затоа што многу имаме напорна работа. И токму со нив, со таа нивна искреност, се опуштаме тука и ние уживаме. Скитниците, тоа исто почна во родното Скопје, значи јас уште како мало дете не сакав да го гледам тоа малтретирање, гладот и таа тага што имам видено тогаш, и со таа болка го напуштив Скопјето и за себе си реков тогаш, ако бидам некош се надам во можноста, би сакала да пробам еден пилотски проект. Сега шанса за тоа, се еден многу добар пријател, кој е ветеринарен медицинар, и тој ми рече што може да учинам за тебе, и јас му реков, те молам да дојдеш во Македонија и да почнеме еден проект. Во напред не сакам уште да кажувам, значи, затоа што не знаеме датата која ќе бидат инволвирани многу личности кои ќе не поддржат во тоа. За нив ниту еден почеток надвор од дома не е лесен, па за сите млади кои што се иселуваат велат дека треба да си останат своји. За модата велат дека е нивниот јазик, но она по кое што дефинитивно се препознаваат се црната и белата боја. Не чека Канскиот филм фестивал како секоја година. Се работи веќе интензивно на креациите и тоа ни е next поголем проект што ќе го оствариме. Да. Кои се работите на вистина со доста успешни, видни луѓе од филмскиот свет во странство, сека тако светски познати. Кои прашања ви ги поставуваат за Македонија? Се чудат ли некогаш некои чудни прашања добивате ли за вашата родна земја? Добиваме редовно. Да. Но тука сме ние многу елоквентни. Прво што не прашуваат, например, тоа е каде во Македонија, тоа мене малце ме увредува, мора да признам. Каде е Македонија? Да. Каков јазик се зборува во Македонија? Така, како изгледат македонките? Какви се типични македонки, дали изгледаат како вие? Да. Немаат представа за земјава. Буквално немаат представа какви сме ние македонци како народ. Добро, затоа сте тука вие да не представите во вистинско светло. Што ни е голема чест и задоволство ние. Јас ќе ви посакам уште многу успешни креации, успешни реви, да си продолжите така како што до сега си работите и секако до следното интервју кое што секако ќе биде за Алфа телевизија кога ќе дојдете во Македонија. Секогаш за вас ви благодариме. Ви благодариме многу и се надеваме дека наскоро ќе чуете за новите проекти. Да се дружиме пак со вас во живо. На успешното, амбициозно дуо Трајковски им посакуваме и понатаму да творат како досега и да останат личната карта на родната земја Македонија.